Почитувани гледачи, добар ден, уште едно издание на Митови и факти, подкастот во кој носиме интересни гости, а и разговараме за интересни теми. А денеска тема ни е Венецуела, грабувањето, киднапирањето или како што некои други ќе кажат земањето на Николас Мадуро, председателот на оваа земја од страна на американските воени сили. Тука со мене денеска е аналитичарот Емир Шкриел. Добар ден. Добар ден, фала ти пред се што ме повика да поразговараме за оваа тема. Иако може на изглед не е нешто што е многу важно за Македонија директно, представува сепак една глобална тема, една доминантна тема, па би сакал на таа тема и да кажам одредени работи, нели со твоја дозвола и секако... Моја дозвола не треба за никаков факт да се сподели, а не би се случило дека е баш до толку небитно, мај за тоа малку подосна во разговор. Можеби не се изрази баш најдобро, не е небитна, но можеби е непозната. Да, апсолутно. Пред малку разговаравме дека не сме запознаени како народ, во просек не сме запознаени ниту со политиките во соседните земји, а камо во толку далечни држави. И не разбираме политиката на Србија и на Албанија, што ни се нели најблиски соседи, и Бугарија и Грција, па камоли. Така, тоа е клучно, тоа е клучно. Емире, ајде тогаш да не должиме на почетокот, значи Николас Мадуро заедно со неговата сопруга беа извлечени од спалната соба, така, по пижами, да, или тренерки, не знам, така некако, и беа однесени во Соединените американски држави, завршија во Њујорк, пред тоа беа некој брод и така натака. Ова не е прв пат да се случува ни во Венецуела, ни во светот. Така е. Прв пат е можеби на овој начин, или по наредба на американскиот претседател Доналд Трамп, да се случи ова киднапирање, за кое, да бидеме реални, не знаеме што точно се случило, бидејќи има секакви, нели, се појавија вести за начинот на кој тоа е направено, но ова не е прв пат, бидејќи во 2002 година тогашниот претседател Чавес исто така беше едно време го снема, нели, неколку часа. Така, го снема на 47 часа. 47 часа, па тоа доведе до голема ескалација, нели, во државата, и тој беше Што тогаш се случи? Па тогаш имаме една малку посредна, ајде да кажам, интерференција, мешање од страна на Соединетите американски држави. Тука мислам дека тие поддржаа нешто што беше најверојатно осмислено во Венецуела, или пак и доколку секако дека тоа се факти до кои тешко се доаѓа, не може да се знае дали е тоа испланирано од ЦИА. Знаеме дека таа има долга историја на интервенции ширум Латинска Америка. Не можеме да знаеме дали е точно оркестрирано од нивна страна, но сигурно не е екзекутирано од нивна страна, туку е како сега што беше, нели, ќе пратам војска па. Да. Имено тогаш се искористува еден пад во популарноста на Чавес, доаѓа до протести од една страна на популацијата, која е повеќе градска. Сега треба да дадеме малку контекст за Чавес. Чавес ги представува оние подјармените, поробените, самата Венецуела како држава е до тогаш, па и од тогаш, генерално земја која профитира од продажбата на своите нафтени деривати. Сега, Чавес... Но битно е да се каже, кога веќе објаснува Венецуела, дека се работи за два слоја на граѓани. Така е. Да, така. Значи едниот слој во кој е неверојатно побел од другиот. Да, па тоа се белите венецуелци, се потомци на старите шпански на конквистадорите, владетели на конквистадорите, и овие другите кои се или потомци на некогашните робови, или пак домородно население. Обоени народи, можеме да кажеме. Луѓе кои работеле на плантажите. Самиот Чавес има мешано
индијанско, да кажам, Native American, што би се кажало, домородно американско потекло, мешано со африканско. Со африканско, да. И тоа се значи некогашните робови, некогашната најниска класа, која се уште е најниска класа, нели едноставно се наоѓа во програмата на Чавес и го поддржува, значи она нели се продолжува на боливарска револуција која што се случува во 19-тиот век, иако тогаш не станува збор за некоја класна борба кога Боливар ја води војната, туку за повеќе антиимпериалистичка, да, од империализмот кој што е европски во тоа време. Сега доаѓаме до американски империализам, нели? Што не е новитет апсолутно во Америка, и оваа интересна ситуација со Венецуела. Те прекинав кај Чавес, нели? Сега, Чавес, самиот спомна, е представник на таа, би рекол, подјармена класа, која е апсолутно мнозинство. А тогашната влада на Венецуела и сите тогашни влади, почнувајќи од 1930 кога се откриваат тие нафтени резерви кои се најголеми во светот. Ден денеска не работи многу на таа на нивна емансипација. Туку е повеќе Венецуела ја гледа како свој плен, овие луѓе кои се апсолутно, нели, мнозинство во Венецуела ги гледа како вечни робови, вечни нивни вработени. Дури има една анегдота дека самиот Чавес не можел да оди во ниту едно друго училиште освен тоа, нели, сите го знаеме, освен во војска, и тоа бил единствен начин. Значи градење војна кариера бил единствен начин за еден обоен човек да на било каков начин успее некако да влезе во... Да излезе од таа ендемска сиромаштија. Да излезе од таа сиромаштија и да може да изврши влијание. И за него е битно дека е учесник 1992 во еден обид пуч, да ја собори тогашната влада, која е неолиберална и која всушност е, ајде да кажам, виновна за смрт на 3000 луѓе кои протестираат во Каракас против тие жестоки неолиберални реформи со кои се обидува тогашната венецуелска влада да стави крај на падот на вредноста на нивната, мислам дека е Боливар во прашање, нивната монета. И тука доаѓа до страшен судир, тогаш всушност Чавес, иако е уапсен и тој пуч не успева, тогаш тој добива на популарност, после тоа победува 1998 на изборите и веднаш после тоа распишува еден референдум на кој му се даваат овластувања да го менува уставот и фактички ја трансформира Венецуела во прилично по социјалистичка држава, држава која е Иако далеку од социјалистичка, као ние што знаеме тоа. Па не во оваа смисла, меѓутоа она што е интересно, она што е во Латинска Америка социјализам, тука веќе во Европа е комунизам, бидејќи таму се малку работите по поинакви некако, мора да се внимава на класните, да, и на разликата, а и на класната свест пред себе, рекол, во Латинска Америка, имајќи предвид дека имаат долги години на американски интервенционизам и самата улога на Америка, без разлика дали се работи за некоја си оправдана интервенција или неоправдана интервенција, секако оправдана интервенција не може да постои, меѓутоа дури и да постои поддршка помеѓу народот за некакво си мешање на Америка, сепак постои тој сентимент и асоциација на Америка како на држава која константно се меша, која константно поддржува диктатори, прави пучеви врз демократски избрани лидери и на некој начин е, како би рекле србите, проказана. Значи, некако е на лош глас. Сега, тој доаѓа на власт, прави радикални реформи кои не им се допаѓаат, нели, на буржоаската класа, на црквата, на таа бизнис елита, а и дел од војската, и во таа прилика се искористува можноста поради одредени судири да тој биде уапсен и во еден момент
се прогласува друга влада која е предводена од страна на опозицијата и кои се обидуваат на некој начин него да го оттргнат, меѓутоа поради преголемата негова популарност, повеќе од, нели, реков 2/3 на народот е на негова страна, барем тој се враќа и продолжува да владее со Венецуела уште 11 години, би рекол. Има тука големи успеси, голем дел од популацијата ја вади од сиромаштија. Тука можеме да зборуваме и за голема акција на описменување, голема акција на правење социјални станови, голема тоа не запира само на територијата на Венецуела, тоа се шири и на околните држави. Сега, тој почина, ако не се лажам, се не ми текна точна диагноза, имаше, мислам, од канцер почина, да, канцер дека имаше. Почина имаше дури за тоа еден голем број на митови како тоа се случило, така, дека бил, не знам, изложен на некакви зрачења и така натака. Но тоа нормално е невозможно да се докаже, но по него доаѓа Николас Мадуро, тој е возач на автобус, ако не се лажам. Да, но и синдикален лидер, може и тоа да се каже. И вие ако гледате на Википедија, прво ќе ви излезе дека е возач на автобус, меѓутоа и синдикален лидер. Тоа е начин да се дискредитира нечија компетентност од страна на... А зашто би еден возач на автобуси не би бил компетентен? Тоа. Па да, зошто не би бил компетентен? Зошто... Зашто па мора да е политиколог. Да, зошто да постои, нели, сопствеништво врз здењето? Зошто една одредена група да смета дека, нели, е сопственик? Особено во таква земја кај што е било и недостапно образованието. Да, тој е апсолутно роден во такви околности. И гледаме дека далеку по едуцирани луѓе не успеваат да излезат на мејдан. Как се наши магистри и доктори у Македонија, мислам дека не треба премногу да судиме. Апсолутно, не треба премногу да се суди, а и секако можеме да се сетиме на председателот Тито, кој беше бравар, тај. Да, кој беше бравара, беше на исто рамниште со светските лидери, дури свирал клавир, играл... И неколку јазици зборувал. Да, зборувал неколку јазици, тоа не мора да значи ништо. Едукацијата може да е некое мерило само во некој идеално општество. Венецуела не е тоа. Ама на една точка застанав, сакав само да направам компарација со оно што се случи пред неколку дена. Па добро, може би 10 дена помина. Да, 10 дена помина, ете колку брзо врви времето. Тука секако станува збор за надворешна интервенција. Јас не се надевав на копнена инвазија на САД, меѓутоа ова никој не можеше да го предпостави. Овој начин на грабнување, киднапирање и негово понатамошно изнесување од земјата и носење во САД, тоа е всушност сценарио смислено во САД и на нив најмногу им оди од рака, бидејќи на Трамп не му треба уште една војна. Не му треба ниту една војна, бидејќи во неговата гласачка база, тоа мага движење, он веќе има оставено некаков негативен белег со избегнување да ги објави податоците за Епштейн, аферата Епштейн. И не би сакал да ги праќа американските војници да гинат во Венецуела. Меѓу неговото гласачко. Да, секако. Тие треба да одат. Секако, и тоа му е, како да кажам, носечка, тоа му е носечко ветување во предизборната кампања. Нема да има понатамошни војни. Ова не беше војна, да, интервенција беше, ама не беше војна. Да, меѓутоа токму онака како што кажуваш, нема војна, меѓутоа тој успева на некој начин да вметне семе на раздор. Тој со интервенција прашање беше дали ќе можеш ова да го постигне, бидејќи ти се сеќаваш барем во Србија колку порасна популарноста на Милошевиќ, кој не беше омилен лидер. Ама сите излегуваа да протестираат за него, сите излегуваа не за него, за својата држава. Никој не сака, никој не сака. Бомбардирањето, интервенцијата? Да, 99-та тој имаше апсолутна поддршка, дури во Скопје, да.
Не се сеќавам во Скопје некојаш за повеќе се протестирало тие протести. Апсолутно, колку и да не е некој лидер популарен, еве да земеме дека не е популарен, иако јас не се согласувам со тоа, и тешко е да се каже воопшто во услови на санкции истата држава што ја спомнавме, Србија, па дури Република Македонија беа изложени на санкции, знаеме како изгледа тоа и колку е општеството сложено да се објасни во такви околности. Да, ние тогаш имавме ембарго од Грција, нели? Да, се приклучивме траеше на ембаргото кон Сојузна Република Југославија, што беше одлука на Обединетите нации во тоа време. И фактички двете граници не ни функционира, ни јужната ни северната, нели? Немаше проток на роба. Само во различни периоди, чинам дека тоа беше, не се преклопуваше 100%. Добро, да, има и такво нешто, но беше крајно тешко да се преживее во тој период. Да, тоа е периодот кога всушност нашата економија пропаѓа, можам да кажам. Тоа е ајде еве да ја земеме. И тоа сега не сакам да звучам како беше завршено тоа 95-та година. Да, тоа се 3 години во прашање, замислете колку долго е Венецуела под санкции. Значи санкциите почнуваат 2005-та, се засилуваат 2017-та, апсолутно за време на доаѓањето на Трамп, кој уште тогаш, иако нема толкава дрскост да спроведува вакви акции, кажува дека Венецуела му е на мета, се уценува главата на Мадуро. Не главата, туку информација која би донела до негово апсење, меѓутоа тоа всушност значи тоа. Не знам колку е точно, претпоставам дека е точно, дека во Тексас се наоѓа најголемата рафинерија за нафта во Соединетите Американски држави, не е таа во светот најголема, но е во САД и дека таа долги години не работи бидејќи е наменета за експлоатација, односно прочистување, преработка на нафтата од Венецуела, која е типична, тоа е камена нафта, прилично тврда, значи и содржи сулфур, да, бидејќи Венецуела нема доволен капацитет тоа самата да го прави. Да. И дека таа рафинерија без работа, а инако е формирана од прилично мокни луѓе од разни оние корпорации, концерни кои што се наоѓаат во Соединетите Американски држави, дека тие повеќе или помалку влијаеле и врз претходните председатели на САД да имаат непријателска улога кон Венецуела, но дека сега спремно застанале за кампањата на Доналд Трамп, сите пари ги фрлиле таму за да дојде овакво нешто, односно нивната рафинерија која е гигантска, проработи конечно капацитет. Видете, постои разлика помеѓу гарнитурите, администрациите во САД. Демократската е она, па дури она на Барак Обама, не ја памтиме поубави работи во Африка, во Либија конкретно. Тоа е сепак гарнитура која ги има тргнато санкциите од Куба, се има обидено да ги нормализира односите со Куба во непосредната околина на САД. Исто така Трамп веднаш ги враќа санкциите, само што ќе се врати на власт, нели два пати има доаѓано на власт, два пати има менувано политиката кон Куба. Всушност политиката кон Куба, политиката кон Венецуела се слични, можеби Шегледно има голем број на гласови тие кубански, венецуелски мигранти во САД кои што се противат на режимите. Да, се противат на режимите. Видете, позиција кон Соединетите Американски работи е скапа работа. Значи, не можат да очекуваат, особено не оние кои живеат во непосредна близина на САД, дека со тоа што ќе им се спротивстават на Соединетите Американски држави, иако интересно е што нели знаеме дека Венецуела економски повеќе зависна од Кина, воено Куба и од Русија, меѓутоа во нивна преградка е турната исто како што и Куба беше турната во преградката на СССР, токму од таа нивна приврзаност кон Монровата доктрина, која фактички само оправдание во 20-тиот и 21 век, само оправдание за интервенција. А и пред за Монровата доктрина, која е многу интересен, и од историски аспект, но и од актуелен, или актуелна нова политика на САД, односно враќање кон тој период кој европејците го велат период на изолација на Соединетите Американски држави. Само
да се задржиме со Мадуро уште малку, заслужува човекот. Да. Неговата одбрана што уште сметаш малку. дека треба. Да, уште малку нешто за него да кажеме. Емир, шо мислиш, беше ли предаден тој од своите? Бидејќи прво не знаеме што се случило, второ сега има еден куп на информации од кои јас верувам половина се лажни или недоволно вистините или полувистините. Так. Дознавме дека 20 и нешто кубански телохранители биле загинати во Не се акцијата. тоа телохранители, тоа е всушност војската на Куба. Ти има воено-техничка соработка која е сосема легитимна и се дел од нив задолжени за неговата безбедност секако непосредно. Тоа се воени советници како прво, но те прекинав во твојата не. изложба на Се во рез, значи поентата ми е значи ова со Мадуро, значи американците успеа да овладеат со небото над Каракас прилично лесно и едноставно. Видовме еден бук беше уништен, веројатно уште некоја техника била уништена. Не полета ниту еден авион на венецуелското воздухопловство, иако имаат респектабилни авиони, да кажеме, воени авиони, како пример Су-30, кои и располагаат со сет на различни ракети за среден и далек дострел, така да доколку тие беа полетани тие авиони, немаше тоа туку така да може да се прошетат американците со хеликоптери да влезат во. Сепак тоа како некој да не сакаше баш да го брани. Сега ќе се обидам да одговорам на тоа прашање. Малку ќе влезам во домен на шпекулација. Јас лично претпоставувам дека тоа е можно, но имаме една работа. Имаме тука голем фактор на изненадување, значи немаме вакво нешто до сега видено, апсолутно. Да, ама они мислиш дека чека фронтален напад, а не киднапирање? Не можеме да знаеме што очекувале. Меѓутоа, за киднапирање сметам дека не беа спремни. Не беа спремни. Дефинитивно не беа спремни. Ама сега, дали тука има удел некој од венецуелската армија? Тука не можам да влегувам во шпекулација. Единствено што ќе кажам е следново, само ова да го кажам. Нивниот главен шеф на гардата председателска беше разрешен поради, да кажам, некомпатибилност од страна на Делси Родригес, сегашната председателка, а тогашната заменик. Да. Председател, нели, во време на владењето на Мадуро, беше разрешена поради некомпетентност. Сега, дали тука станува збор за некое пресметување со поддржувачи на Мадуро или пак се работи за вистинско казнување и некое спроведување одлука, спроведување некоја си истрага, тоа не можеме да го знаеме. Тоа самото време ќе си каже колку всушност овој овој лидерски врв на Венецуела, вклучувајќи го воениот врв, ќе биде приврзан кон идеалите на боливарската револуција, а колку ќе биде соработлив со Соединетите Американски држави. Малку чуден период, сите помислевме дека тоа ќе стане американски приврзок веднаш, ама како да не се баш работите до крај. Има тука уште не се смениле законите за може да се вратат американските инвеститори, така натака. Очигледно тоа има некој натегање. Пак има некој натегање, очигледно е дека американците поминаа најдобро што можат, бидејќи не антагонизираа толку силно Венецуела, венецуелската војска, венецуелскиот народ, не им зададоа толкава болка и константно се спомнува бројот на тие загинати кубанци, не кубанците се загинати, нема венецуелци загинати и на овој начин се обидуваат да ја подгреат таа тензија. Не значи дека овие нобеловци за мир кои повикуваа за војна се ќе останат во оваа позиција на, ајде да кажам, помала моќ во однос на Делси Родригес. И уште да кажам дека многу е тешко Венецуела воено да се освои. Не е тоа демократија, јас ќе нагласам демократија, бидејќи тие по сопствени стандарди си се демократи. Гледаме како во Америка и во некои други држави
може да помине некој што не оди по теркот на националната стратегија. Така исто така и оние кои заговараат сојуз со Соединетите Американски држави, во овој случај тоа венецуелската опозиција поминуваат на уставен суд, им се поништува можноста да се кандидираат, да бидат избрани поради врските со Соединетите Американски држави. Тоа е претекстот. И тоа е тешка држава за освојување. Таа е направена и концепирана на таков начин да одговара на сопствените интереси. И исто така е многу битно што војската не е толку голема колку што е голема народната милиција, распространета на сите страни. Таа е чавистичка, исто така и председателската гарда е многу. Тие се вооружени сите и е тешко тука по тие прашуми. Да. И тоа се луѓе лојални на Чавес, тоа се пак ќе кажам Чавес бидејќи Мадуро не имаше онаа среќа што имаше Чавес, тоа морам да го спомнам, бидејќи Чавес владееше во период кога цената на нафтата беше над $100 по барел, а сега гледаме и во Македонија дека тие цени некако, јас кога точам гориво гледам дека баш во периодот кога нешто се случува околу Венецуела, тие цени се прилично ниски. Дали е тоа директно поврзано е сепак во домен на шпекулација, меѓутоа цените се одржуваат ниски на одреден начин за на овие земји да им се наштети, бидејќи единствен начин на кој или главниот начин на кој тие доаѓаат до профит, до главен профит е нели извозот на нафта. Отвора наредното прашање, дали е нафтата единствениот мотив за овај интервенција, односно желбата на САД да завладее со Венецуела, нели? Дали е тоа единствената работа? Претпоставам дека е најбитната. Но има ли нешто друго? Не е најбитната, не е најбитна. Не е ни најбитна. Не е ни најбитна, имаме земја како Венецуела, која беше прилично изолирана со санкциите. Имаме Куба која е 60 години изолирана, нема никаков фактор. Барем во скоро време, после студената војна, таа нели има свој удел во ослободувањето, падот на апартхеидот Куба како таква, меѓутоа во последно време изолирана. Главниот поради тоа што не постои некоја земја која е голем империалист, а има своја база во Куба. Меѓутоа кога зборуваме за Кина и кога зборуваме за Русија, тука работите се менуваат. Значи Русија се обидува да направи еден контратек во Венецуела со тоа што ќе преку бројни има бројни над 100 договори помеѓу Куба, Русија. Извини, значи Венецуела и Русија. Фактички Венецуела е она за Русија што Куба беше за СССР во текот на студената војна. Тоа е контрапункт на ова што се случува во Украина. Во Украина апсолутно тоа е како русите би кажале блиско странство, така, значи за нив. Блиско странство и американците ќе се обидат на секој начин да го спречат влијанието на Русија, а секако и на Кина која тука гледа свој пат на свилата, јужноамерикански пат би рекол, на свилата, се уште Кина е нели претежно економска сила, се уште се нема одважено на некој воен напад и сега за сега одлично им оди на овој начин. Па и не би сакал да се покажат воено, дека си останат. Да, на никој тоа не му одговара, никој тоа не го посакува вака вечно, да. Држењето на главните светски играчи надвор од нивното предворје, би рекол, што е Јужна Америка, е клучно за Соединетите Американски држави според доктрината на Монро. Ајде за доктрината на Монро малце да зборуваме, си заслушавме. Што е тоа Монрова доктрина? Вака. Монро е петтиот председател на Соединетите Американски држави. Тој мислам дека самиот денеска не би можел да го објасни тоа, не би знаел дека воопшто на основа на еден негов говор во Конгресот 1823 година се заснова всушност зачетокот на американската хегемонија
зачетокот на американската доминација во западната хемисфера, а нормално од западната хемисфера оди тој на сите хемисфери и ќошиња. Да, можам слободно да кажам империализам се шири надворот. Иако Монро е антиимпериалистички. Апсолутно, ете сега да го објасниме. Значи, не треба да го мразиме Монро. Не, баш има абсолютно хуманистички пристап. Видете вака сега. Не треба да ти персирам. Ти си мој пријател, везе. Види. Да, види вака сега да кажам оно што е основно за доктрината на Монро е дека таа на почетокот е еманципаторска идеја. Имено Соединетите американски држави на почетокот се обидуваат да се постават барем и да дадат став антиимпериалистички, бидејќи овие јужноамерикански земји, латиноамерикански земји, својата независност ја стекнуваат токму во екот на наполеонските војни, кога Шпанското царство, Португалското, па и Холандското, да. Буквално се ги губат своите територии, доаѓа до хаос во Европа, европјаните не можат да се фокусираат и доаѓа до револуцијата на Боливар. Да. Таа независност е чиста пука формалност во тоа време, нели? Ти ги губат својата независност, се губат овие земји кои се прекуокеански. Тогаш тие самите даваат независност со своите колонии, чисто да избегнат некоја формално робство француско и во колониите. Така да кажеме, принцот на Португалија е новиот крал на Бразил, на пример. Така да не е тоа некоја, да кажеме, дека се работи за револуција, него за формализам. Некој вид на контролирање на условите. Подобро ние да им дадеме независност отколку тие самите. Ама имаме различни епизоди. Во Венецуела е поинаку, на југот е. Сега со Боливар доаѓа вистинското ослободување. Да, со Боливар доаѓа вистинското ослободување. Меѓутоа она што е битно за да не задираме многу длабоко во оваа тема. Соединетите американски држави се оние кои се ставаат барем формално на браник на реставрацијата на империализмот, бидејќи европските држави, нели, на еден или на друг начин пак се обидувале овие барем овие континентални, бидејќи Велика Британија ја менува својата позиција во однос на Америка, нели, тие имаат и спорови околу северната граница, Орегонски договор и така натаму, па и Америка не се спротивставува на пример на анектирањето на Фокландските острови 1833 година. Па што имаме друго? Имаме анексија на мексиканска територија на западот. Има и тоа е манифестот судбина, има и холандски антили се уште кај Куракао и се уште се тие под владење на Холандија, има и французите имаат своја територија, не дека немаат во Карипските острови. Така. Да, тоа е, меѓутоа ќе зборуваме за поголемите примери. Да. Имаме прв пример, сега зошто е тоа така на почеток? Пред да преминам на првиот пример на вистински американски интервенционизам, ајде да кажам оправдан. На почетокот е тоа само постулат. Америка нема сила, нема воена моќ такво нешто да постигне. Меѓутоа, со развојот на американската држава, индустрија, се создаваат услови за, некој начин и да им се помогне. Тоа го имаме како пример во интервенцијата. Додуша, прво е помагање на републиканците во Мексико, а после тоа е и директна поддршка и притисок Франција да се повлече од Мексико во тоа е седмата деценија 1865 па натаму после нели американската граѓанска војна, да се тргнат од таму. После тоа имаме и американска интервенција во војната во Куба против Шпанија, која веќе одраз и после неа веќе можеме да зборуваме за американски интервенционизам, бидејќи се создаваат услови, созреваат условите за тие да бидат буквално некој вид на полицаец тука. Значи имаме еден период за време на Монро на почеток на 19 век, кога е тоа само декларативно, така кажано, еманципаторски. После тоа имаме во однос на прагматските потреби на САД интервенирање кој добро дочекано, ова во Мексико,
Кубанско-шпанската војна, сосема позитивно дочекани интервенции, па дури за Венецуела имаат 2 пати интервенирано против европските сили, не воено, туку со арбитража, имаат разбивано блокади и така натаму, дипломатски. Меѓутоа, после, откако е признаена Америка за глобална сила, веќе тука американците кажуваат дека ова е нивно и дека не дозволуваат никој да се меша, и на самиот почеток на 20-тиот век веќе почнуваат со тврда политика на интервенции во Мексико, дури се обидуваат да направат некој си сојуз кој пропаѓа, бидејќи тие држави тоа не го прифаќаат така. Сега, за да не должам многу, Франклин Рузвелт до душа се обидува, повлекува од одредени држави војска, вклучително и Куба. Неинтервенционизам во Куба станува еден од неговите постулати. Тој го спомнува како најлевичарски председател на Соединетите американски држави. Без малку некој каже како комунист бил. Да. Меѓутоа, со доаѓањето на студената војна повторно се враќа тоа. И тоа дури американците самите го признаваат. Една непопуларна и, да би рекол, за народите на Латинска Америка трагична страна на историјата. Да, овако говорам за тоа, го говорам апсолутно тоа што го знам од американски извори. Значи, самите американци се најголеми критичари на американската надворешна политика, која за Јужна Америка, за Латинска Америка, пошто бидејќи тука и Мексико и Средна Америка мораме да ги опфатиме, е благо речено катастрофално. Дали се ова е серија на нови катастрофи ќе биде сега Бразил, па не знам Куба, па Аргентина е оној будалијан таму Милеј, па тој нивни е. Па не знам Чиле, таму има некоја прилично. Пред да ти одговорам, само да поентирам во врска со Монровата доктрина. Значи, имаме студената војна во која сега имаме соборување веќе на демократски избрани и по стандардите на САД демократски избрани председатели, и за да направам поентата, кога се одлучува во кабинетот на председателот Џон Ф. Кенеди што ќе се прави во врска со Куба, еден кажува, па можеме нашата интервенција да ја оправдаме преку Монровата доктрина. И овој во одговор Џон Ф. Кенеди вика what the hell is that? Поима нема. Нема поима што е, бидејќи до таа мера е разобличано тоа нешто, што од една антиимпериалистичка, прогресивна идеја на некој начин станува претекст за доминација во тој дел на свет, а и фактички Монровата доктрина и самата незина еволуција ја одразува и еволуцијата на Америка како држава и како глобална сила, бидејќи од хуманистички постулат веќе нешто што е толку прокажано, нешто што на луѓе им се ежи кожата кога ќе го слушнат. Да. А што понатака кога се однесува до двете Америки, што тој план на САД предпоставува? Тргање од Европа, тргање од Африка, до апсолутна доминација во двете Америки, тука предпоставувам и Гренланд дека е ова. Ќе зборуваме за Гренланд. Да, па тоа ми е вовед во прашањето за Гренланд и насочување кон Пацификот, бидејќи таму се роди веќе еден голем џин кој се вика Народна република Кина. Кој е реалната опасност за Соединетите американски држави, Кина која е премногу блиска и со Руската федерација, да кажеме третиот глобален играч во моментот во светот. Според новиот нацрт на National Security Strategy, националната стратегија за безбедност на Соединетите американски држави, ќе гледаме помала инволвираност на САД на Блискиот Исток и во Европа, а повеќе во Индо-Пацифичкиот регион, иако тоа не е регион, тоа е Индиски океан и Пацификот, и своја собствената сфера на интерес која нивна уште од тие имаат обележано така уште од почетокот на 20-тиот век, иако кон крајот на 20-тиот век
Венецуела на некој начин им се трга од сферата на влијание, меѓутоа сега е време нели да ја повратат. Она што може да се каже дека тие на своите клиенти во периферните земји кои зависат безбедносно од нив, тука нема директно да ги напоменам кои се, меѓутоа може да се заклучи индиректно, ќе им го префрлат товарот да ги застапуваат нивните интереси и да се обезбедат преку нели зголемување на вложувања во безбедносниот апарат, во безбедносната инфраструктура, во безбедносната технологија, во војската, во војното производство како такво, а во овие територии кои се нагласени како нивен витален интерес, тука пред се имаме западната хемисфера, ќе прибегнуваат со војни интервенции, најверојатно е сега. Ако говориме за Гренланд, тука е работата сосема јасна. Значи, можеби ова звучи како ново прашање, меѓутоа еве да можеби и ги известам гледачите на овој подкаст дека во 2050 година веќе ќе можеме да очекуваме, веќе се предвидува дека на Арктикот во еден период на годината нема да има, апсолутно нема да постои мраз, што значи дека тоа ги менува тотално работите во поглед на значајот на овие северни територии. Тоа значи, за попластично да се објасни за гледачите, дека она рута која е главна во света трговска рута, тоа е нели Индиски океан, Црвено море, Суетски канал, Медитеран, па потоа нели Солунско пристаниште и така натака, нема да биде главната рута во 2050 година, барем не во целиот период на годината, туку главната рута ќе биде таа северна рута во која, да кажеме, примат има Русија, бидејќи има најголем пристап до инфраструктура. И инфраструктура, апсолутно, и оние мрзокршачи на нуклеарен погон и така натака, кои што нели ќе успеваат таа рута да ја држат цело време отворена и чиста. И имаат и пристаништа, како да кажеме, не забравяме дека Мурманск пристаништето во текот на целата година е отворено и кое што може да биде од голема помош за луѓето кои што пловат таму. Сега, битно е да се каже дека тоа е исклучително битно за Кина, бидејќи таа рута од северот е речиси дупло пократка од оваа што иде од Така и секако тука треба да се напомене и дека Кина би била таа која би била главен партнер на Русија. Не само економски, туку и воено, потенцијално воено. Тоа е она што најмногу ги плаши. И имаат и тие подпишано еден куп на договори за воена соработка. За воена соработка. Па и зошто не би се прошириле со оглед на тоа што нели Русија се поизолирана од страна на Западот, зошто не би ја прошириле таа воена соработка и фактички ние нели општо познате, гледаме мапата во 2D, во 3D тоа нели топката изгледа поинаку. Многу е поблиску Америка, Гренланд, еве во овој случај Аљаска, Гренланд и Канада се многу поблиску до Русија од она што нели изгледа кога ќе гледаме. Ако гледаме мапата во 2D, преку Арктикот, нели тоа е тоа е баш близко. И сега на Трамп затоа му треба Гренланд, затоа вели и Канада да си стане 51-та или 52-та, ако биде била 51-та држава на САД, бидејќи тоа не е Трампова идеја оригинал, тоа е стара идеја, на која на Америка и е потребен колку толку значително поголем пристап до Арктикот, бидејќи Русија, а преку Русија и Кина во моментот водат, бидејќи некои 45% од таа арктичка линија се наоѓа во Русија и тоа е, да кажеме, во апсолутно водство е Русија во однос на Соединетите американски држави. А и во самите вложувања. Еве се можел да кажам зошто Америка заостанува. Америка заостанува бидејќи не е единствена која држи контрола над
Дејќи тука постојат две рути. Едната оди од Беринговиот Мореус, тоа е онаа северна рута, нели, која користи сега и Кина под дозвола и нормално и во договор со Русија, и која потенцијално може да стане глобална рута за разлика од оваа преку која 80% од продуктите кои излегуваат од Кина, знаеме колкава е Кина произведувач, одат преку Мореузот Малака, кој се наоѓа во индокинескиот регион. Тие сакаат да направат една алтернатива за тоа и нели својата доминација. Една рута која нема да биде контролирана од американците. Апсолутно. Додека пак ова северо-западна рута е генерално и таа е нели корисна, покорисна е од користењето на Панамскиот канал за американците, меѓутоа е контролирана од страна на три држави. Тие не можат толку директно да се залагаат, да инвестираат. Тука е Аљаска. Аљаска, го имаме брегот на Канада и го имаме Гренланд. Го имаме Гренланд кој е под данска да. контрола, доминација. И сега гренланџани ги има 56.000 и на 2 милиони квадратни километри територија. Што би се рекло, многу ви е голема земја, мора малце да ви земеме дели од дел. Земја базирана на генерално риболов, земја која има 2 милиарди евра или долари, не сум сигурен. БДП вкупен, тоа е смешно, да. И тие не можат да ја контролираат толкава територија. Таа територија секако и не е целата контролабилна. Не може да се контролира целата, но е стратешка. Нејзиниот север, особено за Америка, особено битен и затоа тие, можеби овој начин на кој пристапува звучи гротескно и е гротескен, значи да, сакаме да ја заземеме, е некој начин на уценување на данците да вложат таму, сега колку тие ќе бидат во можност, гледаме дека не се, бидејќи се мала нација. И тоа е за една толку мала држава може и неисплатливо, но од друга страна американците се тие кои ќе го дадат својот влог, може и дури ќе го поддржат покретот за независност на Гренланд, да на некој начин стават контрола и ефективно, може би не веднаш, меѓутоа во рок од 20-30 години, да се ситуираат на северот на Гренланд. Да се обезбеди таа граница. Да се обезбеди таа граница, апсолутно. Ама тоа не исклучува дека и Канада во догледно време ќе добие една таква слична понуда која не може да се одбие. Па во случајот на Канада би било многу поинаку. Канада е поголема држава, Канада има историјат и горди се Канада. Да, горди се канаѓаните. Тука најверојатно тука ја мислам би сила на она француско малцинство кое што има многу начини, има многу сценарија на дестабилизација, можеби, но не мислам дека американците со оглед на тоа дека имаат и таа тврда страна, имаат и таа малку на изглед помека страна, ќе ги антагонизираат до таа мерка канаѓаните, туку прашање дали воопшто тоа ќе се изведе, бидејќи времето тече, времето работи во корист, барем во Арктикот, во корист на Русија и Кина, и се додека се напрегаат, се додека има спорови околу тоа за нив ќе биде, може да ги чини многу, а секако гледаме и дека некои земји од НАТО, особено од Западна Европа, се заканија дека евентуална анексија на Гренланд би представувала крај на НАТО. Па ја не знам како би продолжиле. Па да. Тоа значи дека ќе мора да се наоѓа некој. Тогаш зошто Турција да не се обиде да врати некој остров од Грција, мислам. Добро, говориме за сосема различни. Не, ама сосема различно, но на крајот на криштата е исто. И двете се НАТО членки, и двете спорат околу тие таму. Да, меѓутоа овде веќе зборуваме за основоположникот на НАТО, кој прекршува НАТО без Соединените американски држави е рамно на извиднички клуб, нешто така, ловачко друштво јасен. Значи тука не станува збор за никакво НАТО. Ајде да не подценувам до толку, меѓутоа не е глобален играч. Не е глобален играч, значи сите западни. Никој нема да му се исплаши на тоа НАТО. Да. Имаме Франција како добро, нуклеарна сила, но без потенцијал војната да носи надвор од Франција. Бидејќи НАТО е таа рамка, не постои некоја европска безбедносна рамка.
која би ги понела овие земји кон повторна милитаризација, иако и во тој поглед сум песимист дека може да дојде до некаква изградба на некоја европска војска во скора иднина, колку и тоа да го посакуваат европјаните да не зависат од Соединетите Американски држави. Еве, токму тука таа доктрина на Де Гол, кој е скептичен во поглед на американското мешање во Европа и дури не се дел од НАТО 30 години французите, е далекувида. Да. И фактички во овој момент кога имаме и идеолошки разидувања помеѓу Европа и Соединетите Американски држави, дури сега се раѓа криза во самото НАТО, и тука се видоста на Де Гол. Да, дека можеби Европа требала да самата да се организира на некој начин без толкава американски уплив. Па никој не ја ни прашал Европа. Па да, Европа сега треба малку и да се говори во. Сега кој ги оставаат некако на само, сега некако не им се пуштаат јаслите кои што ги има, но очигледно дека тој систем на одбрана и тој систем на економија повеќе не функционира и дека му е дојден крајот, и сега, нели, како се вели на крајот, ќе седнат големите сили на маса, ќе се договорат, а ако вие не сте на масата, тоа ќе бидете во менито и ќе се разговара за вас, а не со вас. Уште една работа да додадам, Срđан. Многу интересно да се види каде ќе оди оваа приказна во поглед на Иран. Ти тоа го спомна. Да, сега Иран. Ај на крајот. Тука пак ќе. Да. Ајде, добро, ако сметаш тоа на крај да го зборуваме. Па тоа е, нели, предвиден крајот на емисијата, тука некаде доставим уште некоја минута за Иран. Јас тука не би прогнозирал ништо, но во моментов актуелни се некои протести кои што се случуваат во Иран, кои на Твитер изгледа како да државата не постои веќе. После видовме дека тие твитерџи воопшто не биле во Иран, дека се од Канада, САД и Западна Европа. Имаме доста такви примери на вести кои воопшто никогаш не гледаме ни дека се. Очигледно е обид дестабилизација некаква на Иран од надвор. Иако не велам дека не постојат незадоволни луѓе во самото иранско општество, како и во секој друго општество, па викендов во Соединетите Американски држави имаше најголеми протести. Во повеќе од 200 града се случува протести поради она убиство на онаа жена во Минесота. Рене Гуд. Рене Гуд, ете, гледаш, ова убиена од тие агенти на АЙС. Па никој не повикува на интервенција, никој не повикува на смена на режимот во САД. И сега има незадоволни во Иран, во ред, предпоставам луѓе нешто има таму и некои објективни разлози, има некоја суша, вода немало на одредени места. Па да, и се размислува за преместување на главниот град. На Техеран. Да, и сега тоа се болни работи, не е сигурно лесно тоа. Но очигледно е дека тоа некој сака да го искористи од страна и е некако вовет во некоја нова серија на непријателство помеѓу Иран и САД и помеѓу Иран и Израел. И не се исклучили никои други актери во блискиот регион. Не би ги исклучила тука ни Јордан, ни Саудиска Арабија, ни Ирак, ни одредени делови на Ирак, не цел Ирак. Така да, дали може да дојде до голема војна? Сигурно дека може, но доколку дојде, моја прогноза е не можам, нели, самиот резултат на таа војна да го предвидам, меѓутоа доколку дојде ќе биде преку прокси. Најверојатно преку Израел ќе оди таа интервенција и ќе биде долгорочна стратегија на слабење на Иран, иако таа е веќе долгорочна, самиот настанок на Иран. Цел мој живот помине од долгорочна стратегија на слабење. Да, под санкции се и не чудат ваквите, нели, ваквиот облик на незадоволство воопшто не чуди, иако да, треба да се подразмисли околу тоа, треба да се изанализира и убаво да се прочепка доколку е можно, дали воопшто е на тоа ниво на незадоволството. Не сметам дека може да дојде до директно мешање на Соединетите Американски држави во смисла на инвазија, меѓутоа во смисла на помагање, ограничени воени удари може да има.
а колку тоа ќе биде доволно, ќе остане времето да каже. Иран е држава која преку ова можеби звучи сега малку како филозофирање околу тоа зошто е исламот, поточно шиитскиот ислам земен како кора или срж на иранската идеологија. Моje мислење е дека е најверојатно поради тоа што може да мобилизира најмногу како единствена шиитска доминантна сила, може да мобилизира најмногу во услови, и самиот знаеш како изгледа, си бил сведок во 90-тите, дека потребно дури некој вид ирационална сила да те води низ такви искушенија на стекнување независност, на стекнување на глобална независност, бидејќи Иран не е, тоа не е само држава, тоа е цивилизација. Да, апсолутно. Со долги години позади себе искуство и векови, да, може најдобро да се каже векови, милениуми, таа земја менувала идеологии, меѓутоа секогаш останувала на таа територија, секогаш останувала компактна, секогаш останувала горда на идентитетот. А така е од Кир Велики па навака. Дури една од ретките земји во тој регион која, иако го прифаќа исламот, не го прифаќа исламот со тоа што го губи јазикот. Го прифаќа исламот како еден вид идеологија државна, а јазикот го задржува својата култура. А и шиитскиот ислам не е од секогаш таму, тоа е политичка одлука. Во 17 век тие од сунитски ислам се префрлаат кон шиитски само за да имаат контратежа кон Османлиската империја. Да се разликуваат. Говориме за држава која се служи со одредени да би рекол идеологии или доктрини за да мобилизира народ, за да мобилизира ресурси во услови на нападнатост, бидејќи гледаме како ја не знам кој дел поминуваат персиско-иранската историја, во кој дел од таа историја тие не се чувствуваат нападнато и во судир со најголемите сили од било кој период. Од времето на или грчко-македонската епоха, па Рим, па потоа монголите, не мора многу да се набројува, да, османлиите и така натака, значи едноставно биле мета на сите големи царства империи и така натака, а и самите биле големо царство империја, така да она што вика, не ги жалиме и самите се силни доволно. И уште една работа, само да поентирам, бидејќи говориме за шиитскиот ислам, шиитите ширум светот, значи гледајќи го ова како војна. Ајде нема да зборувам во контекст на сунитските земји, иако одредени земји како Турција соработуваат моментално со Иран. Ќе кажам како го доживуваат како онака исто како што израелците ја доживуваат заканата против Израел, евреите, дел од евреите во светот доживуваат заканата против Израел како дури да се секуларни и да не се секуларни, дел од нив имаат чувство на нападнатост, на чувство дека некој ќе даде екзистенцијален проблем, така исто така и шиитите ширум светот тоа така ќе го доживеат, барем поголем дел од нив. И треба да се обрне внимание на тоа дека може би се прави таква фама, може би тој режим не располага најдобро со ресурсите, меѓутоа не можеме да очекуваме толку брзо и на овој начин да падне таа гарнитура, да таа држава да се разложи, би рекол. Но мора да се спомне дека особено после губитокот на Сирија значително ослабнува нивната позиција. Ве гледаме зошто доаѓа до 12-дневната војна. Да. Токму поради тоа, а и сега се очекува со падот на Венецуела, да се вратиме на Венецуела, со падот на Венецуела во поглед на извозник на нафта и трговец со Иран, се очекува понатамошна дестабилизација на нивната економија и затоа и истовремено се прави таа бука околу Иран дека тој е пред
пред пад. Емир Шкрије, имаме уште многу да зборуваме, ја мислам дека уште можеме може уште многу. 2 часа да го продолжиме. Ама да оставиме за некоја друга прилика. Ајде, со задоволство би било убаво да се разглобуваат вака темите со тебе, особено како мој драг пријател и познавач на сите овие работи, меѓутоа пред да завршиме ќе напоменам и ќе кажам дека си еден од моите омилени македонски писатели, затоа ќе би сакал твојот роман кој ја читам, меѓутоа не сум толку ревносен, стигнав до 23-та глава. Писмо од лудница, ако можеш да ми го потпишеш овде во оваа емисија, би ми било огромно задоволство. Проблем, ова беше малце неочекувано, ама не ми е прв пат ова да ми се случи. Морам да кажам, некој во студио да ми побара автограм. Добро, и заслужуваш да не ти се случи прв пат. Меѓутоа ја заслужувам автограм, така што многу ми е драг и начинот на кој што пишуваш и начинот на кој што До мојот драг другар Емир. Така. Емир, ти благодарам еви за оваа чест, на вистина успеа, нели, успеа некој мене да ме засрами пред камери, што мислам дека е невозможно. Се надам дека ќе се видиме убрзо време пак. Ама за пубави теми, не за вака за интервенции. За жал, преокупирани сме со вакви теми, исплашени. Јас лично осетив прилично голем страв кога видов дека еден претседател е киднапиран. Морам тоа да го кажам, без оглед на тоа колку моите ставови се поклопуваат или не, какво мислење јас имам за Венецуела или не, било кој претседател било каде да биде киднапиран, за мене значи дека јас треба да се загрижам и сите нормални луѓе, обични смртници треба да се загрижат за сопствената безбедност. Благодарам многу. Почитувани гледачи, тоа беше Емир Шкрије, разговаравме за Венецуела, разговаравме малку и за Гренланд и се опитавме да го отвориме прашањето со Иран. Се гледаме наредната недела во истиот термин.